Почитувани гледачи, во едно од минатите изданија на нашата емисија бевме специјални и ексклузивни гости во Скопската зоолошка градина. Дечки, имам радостна вест за вас. Денеска се враќаме и одиме повторно тамо да го снимиме она што немавме можност да им го прикажеме на гледачите во минатата емисија. Подготвени сте? Да! Одиме да видиме што се случува тамо? Да! Ние тргнуваме, а вие, почитувани гледачи, доаѓајте по нас. Одиме! А сега, почитувани гледачи, дозволете ми да ви ги представам Ристо Трајковски и Бојан Глигоровски. Здраво, живо, добро ни дојдовте. Добро ви најдовме, добре дојдовте, супер. Ристо, како сте, добри? Ова лига, супер. Вие работите, значи, во Скопската зоолошка градина, ја градите целата оваа магија, така, и како што работите овде? Као зоонеговател на сите зверови што се у зоолошката градина. А, значи, вие заедно со вашиот колега Бојан сте екипата Неустрашиви. Значи, Така, да. За кои зверови вие сте задолжени? Ние ги чуваме моментално сите лавови, сибирските тигри, леопардите, рисовите и волците и мечките. Така, еве, почитувани гледачи, доколку не сте знаеле, имате можност да ги запознаете токму овие двајца неустрашиви, значи батковци кои што се грижат за најстрашните ѕверки во Скопската зоолошка градина. И кажете ни, како е вашата работа? Па, како да ви кажам, работата си е супер, значи малце специфична, ама со тек на работа, значи станува све полесно и полесно. Работиме многу тимски, заедно со колега Ристе и со дел од другите колеги. Значи си тече се супер. Така, кажете ми, тешко ли е да се работи со ѕверови? Па не е баш едноставна работата, али треба многу внимавање и така да треба да си свесен, мислам совесен бише кога влегуваш да работиш со такви ѕверки, значи треба да си релативно посветен само на таа работа и мислам дека се си е уреду. Кажете ми, вака, вие ги храните, ги негувате, ги чувате, ги наблюдувате? Исто све, значи ги храниме, 3 пати неделата се ранат ѕверовите, ги наблюдуваме, значи од сабајле кога доаѓаме поминуваме прво по реон да видиме секој животно дали е добро, дали е вако и ако има нешто, ако нешто животното не е уреду, пријавуваме одма кај ветеринар или и така и наше е да видиме дали дента например ставаме месо и дали е изедено храната, дали е све, значи за све водиме внимание и за надворешните живеалишта, за средување, за околу, значи за све се грижиме ние околу животните. Бојан, сакам да ве прашам, ве препознаваат ли животните? Па не препознаваат релативно сите животни, као прво не препознаваат по мирисот, бидејќи ние се грижиме, како што кажа Ристе, за нивното здравје, за нивната кондиција и расположеност на животните. Како што кажав, не препознаваат по мирисот, они отприлика си го знаат и времето за ранење што им е. Обрнуваме многу внимание на нив, се прави некој минимален или, како да кажам, целосен тренинг со животните. Се прави декорација на внатрешниот и на дворешниот интериер со различни реквизити, така да сите животни се кон нас и ние кон нив. Така. Супер. Еве вака едно конкретно прашање, тешко ли е да се чува лав, например? Како да кажам, па не е тешко, како да кажам, не е ни лесно, не е ни тешко, али се трудиме да ни олесни нас работата, да биде све во тек, по пропис. Така, сепак е одговорна работа и многу, не може многу. човек да биде опуштен, како што кажа. Не. За кои останати животни освен лавот, кажавте дека се грижите? За сибирските тигри, за волците, за мечките, за леопардите и за рисовите. Ајде да го прашам вашиот колега Ристо, имате ли вие некое омилено животно меѓу овие кои што ги набрав? Животни ми се сите, пошто за сите треба подеднакво да се грижиме и така да мислам нема некоја растојание едно меѓу друго животно, така да све си е мислам под контрола како што треба. Све ми се драги и мили, пошто сме дугачко време сум ја кај ѕверовите и така да мислам и не имаат навикнато и си знаат, значи кој ќе не видат мислам оди по нас. Значи познава, не е значи секој да помине друг колега, значи нема он да реагира како што реагира спрема нас. Уживате ли во вашата работа? Уживаме, мора да, значи више кога сме нафатиле да работиме таа работа со љубов, со вако и они си самото животно се чувствува дека добро се грижи за него, дека добро и он не реагира на лош начин, значи се иде на позитивна смисла. Прекрасно, колку убаво, сакам да ве прашам, Бојан,
Знаат ли и овие животни, иако се диви, иако се зверови, знаат ли да вратат љубов? Па знаат, како не, некој пат знаат да бидат многу љубезни, темпераментни, некој пат знаат да изреагираат и агресивно, нели тоа им е препознатливо кај нив. Инстинкт. Така се. Така е. Во секој случај има ли некоја вака интересна случка, нешто што го паметите? Поинтересно има кога се породија сибирските тигри, така да бевме ние на смена и така да беше многу интересно. Имаше 3 малецки, едното мислам дека не преживеа, уште 2 остана и така да они ден денеска се присутни, да, у зоолошката градина и така да тоа беше меѓу најдоброто нешто што се десило, мислам. Меѓу најинтересните работи вака што ви се случиле. Така да. Браво, вие дали паметите Бојан нешто вака интересно? Па да, како што кажа Ристе, јас сум пократко време, веќе 5 години во зоолошката градина, го затекнав тој дел на породување на тигрите, исто така и бев присутен на малечките кои се породија овде на леопардите. Стварно е многу возбудливо, многу е интересно, не е исто како дома што ќе ви се породи маче, пример, или кутре, туку е многу повозбудливо дека се родило некое диво животно, например тигер или леопард. Како што нема ни приближно тука на овие простори. Секој дневие, да. Друго е да гледаш на телевизија, а друго е ти да го искуси самиот тоа. Така, работите ли овде кај во сабота и во недела кога има многу посетители? Да, работиме. Вашата работа не бира сега ни ден ни време. Да, зашто животните треба да се хранат, треба да се вако. И кога е лето, и зима, и топло, и ладно. Значи има доволно посетители, треба да се внимаат, значи да не направи некој проблем ова она. И така си има специфично е, значи може да некој дете има струја по самите живеалишта да допре, да значи да затоа сме ние тука да реагираме, да кажеме дека не треба така да се постапува. Има ли несовесни посетители? Тоа ми интересува. Има. Што прават најчесто? Па има фрлаат со камења, фрлаат со вако, има некои што не треба да се прават тие работи, а они ги консултира за да станело животното, за да игра, за да не знам што не е. Али они откако ќе јадат, значи лавовите се многу мрзливи животни. Они сакаат да одмараат, да спијат, значи не се они што се подвижни животни за да он кога сака посетителот него да му стане или да се движи или че секој си има свое вако за да си период, значи кога треба он да се движи, како треба, значи они стануваат после од поручек си има свој термин, значи они кога осеќаат дека треба да се движат, тога се движат. Значи да искористиме оваа прилика да испратиме апел до сите оние кои што не гледаат во моментот да ги почитуваат природните навики на животните, да ги респектираат максимално и да се грижат. Во живеалиште си има напишано надпис не фрлете храна, не фрлете други опатоци или како што и да било, значи не треба да се дава да се храни или да се вознемирува животното, значи треба чисто и совесно да се помине, да се гледа, значи како што е редот. Пошто стајни се тие животни да се гледат, има кој да се грижи за нив, дали се јадени или не се јадени, или како и што други работи треба да се направат за самото животно. Значи треба луѓето да бидат малце посовесни, да се застанат, ако си пратат и пола сат и сат време, нека си стојат, нека наблюдуваат животното, нека го гледат само без да биде вознемирено од нивна страна. Како што знам јас, бројот на таквите се намалува и тоа ми е драго што од година во година. Колку мислам, пред некое време имаше поише, така да со текот на годините се намалува, мислам самите луѓе си стануваат сега како посовесни и мислам дека за некој период ќе си дојде се нормална, ќе си биде како што треба да биде. Апсолутно, јас ви благодарам за ова прекрасно интервју и за времето кое имав можност да го поминам со вас, да ни бидете живи и здрави. Многу исто и на вас, повелете и друг пат, тука сте добре дојдени и кога и да посакате. Да ни ги чувате сите диви цвирки, како што ни ги чувавте до сега, да бидат во добро, во ведро расположение и секогаш расположени да ги пречекуваат посетителите овде во Скопската зоолошка градина. Фала ви многу, а сега правиме кратка пауза. Во оваа емисија на Супер Звезда имаме повторно можност да поразговараме со Весна Левајковиќ Трајков, која што работи како ветеринар овде во зоолошката градина. Весна, подготвени за втора рунда прашања и одговори? Секако. Убаво ли е да се работи во зоолошката градина? Многу убаво. Многу луѓе доаѓаат и овде им се чини како бајка. Како ви е вам на вие кои што работите овде? Мене ми е прекрасно. Значи, мене ми беше желба да работам во зоолошка градина и ми се исполни желбата за моја среќа. Значи го живеете сонот кој што го имавте. Да. Од дете сакавте да работите овде? Па би се рекло да, од дете. Од малце поголемо дете.
Денес каков тим сте овде, каква екипа? Па има од различни професии луѓе кои што работат тука, меѓутоа целта е да сме сите да работиме како еден. Да се компактни, така. Да сме компактни, да има слога меѓу вработените и работата оди кога е така. Се знае ли точно сега бројот на животните кои денеска ги имате во зоолошката градина? Така го знаеме, се знае бројот, се води евиденција за секој месец, со завршување на секој месец се води евиденција за вкупниот број на животни. Моменталната состојба во зоолошката градина е дека има 450 вкупно животни, од 82 животински вида, што значи тука влегуваат цицачи, птици, рептили и риби. И инсекти. Прекрасно, инсекти. Инсекти, да. И све се брои, така? Се се брои. Да видиме сега колку све луѓе работат кај вас и какви се професии може да се сретнат во зоолошката градина? Во зоолошката има 46 вработени моментално, а од кадрите кои што се вработени, значи од професиите кои што се среќаваат, тука се ветеринари, биолози, нормално правна служба, едукатори, зоонегователи, ветеринарен техничар, магационер, Финансиска служба. финансиска сметководство, нормално билетопродавачи, чуварска служба обезбедување, хигиеничари. Значи сте една голема фамилија овде. Токму така е една голема фамилија. Потребна ли е нека посебна грижа за овие животни или се едноставни и лесни за чување? Па вака сега, за секое животно пред се е потребно љубов да се има за тоа животно и луѓето кои што аплицираат да работат, нели, со животни во зоолошка градина и било каде со животни да работат, пред се треба да ги сакаат животните. Да сакаат да се грижат за животните. Нема значи грижата за животните се однесува не само на исхраната, на негата, вода, чистење, одржување на живелишта, меѓутоа се однесува и на само наблюдување на животот. Значи, зоонегователот е тука за да е цел ден присутен на лице место со животните. Тој е тој кој што најдобро знае за секој животно. Треба да го следи постојано, нели, секојдневно. Така да го следи однесувањето на животното и потоа доколку забележи некоја промена, ни јавува. Знаат и животните да го променуваат своето расположение? Знаат. Знаат да бидат и тажни и среќни? Знаат. Па кај одредени животни има влијание и притисокот на дворешен, годишното време. Нормално се води евиденција за онегователите, водат евиденција за својата работа секој ден, написмено, и таму ги заведуваат тие податоци. Така да се забележува со таа евиденција, ние можеме да направиме разлика кој ден како се однесуваат животните и што влијае на нивното однесување. И што да се направи за да се подобри? Нормално, и тоа е и за онегователите, и секој не само што се грижат за да имаат храна и вода и да им биде чисто и удобно, се грижат и да им биде на некој начин интересно на животните во нивните живеалишта, вметнуваат разни содржини за да им го збогатат нивниот животен ден, еден ден од животот. Така. Интересно е дека кај вас што за разлика од некои други места кај што работат други луѓе, тука може да се каже се чекаме кај мејмуните, се гледаме кај лавот, каде си? Јас сум кај лемурот, да. Во Австралија сум. Да, значи, тоа е многу интересно, што овдека, значи, навистина вие си функционирате по еден таков принцип и јас кога доаѓав, кога подготувавме емисијава, на 2-3 пати ти викам те чекам кај нилскиот коњ. Така, да. Што е интересно. Меѓу другото, ја кажавме дека го следите и расположението на животните и работите за подобрување на истото, така? Така, да. Се работи на подобрување на однесувањето на животните, така да и овој сега што го имаме систем на чување на животните од 2006 година започнавме со тоа што не ги чуваме повеќе животните во тој кафезен систем на бетонска подлога, сега се како што може да се забележи дека се на природна површина, животните се избегнува тој кафезен систем на природно светло, на сончеви зраци изложени на Холтикултурно уредување плюс гледам дека има еве богатени сите живеалишта со зеленило, со вода, базени кај оние животни кои што бараат да се вањат, да се разладуваат во топлите периоди. Така да на тој начин се прави, се забележува и дали одредено животно како реагира на одредени
работи кои што се внесуваат во самото живеалиште, дали се работи за животно кое што живее на повисок степен, значи на повисоко од земјата, ако правиме муавет за мајмуните, бидејќи постојат мајмуни кои што живеат на земја, значи повеќе сакаат да шетаат, што би се рекло, по земја, а имат други мајмуни кои што се повеќе на врвот на гранките. Така да за сите треба да се знае добро природата на самото животно и да се пристапи кон обогатување на просторот за тоа животно. Затоа вие треба да ги познавате навиките, нели? Така да. Да знаете како тие вистински живеат во нивната природа. Да. Така да имавме ние примери кога ги добивме трите риса, дојдоа од една иста зоолошка градина и за рисовите ни дојде писмото дека едната женка сака да седи на високо, другата женка не сака да се качува на високо, најчесто е доле на земја. Така да ние моравме да го адаптираме живеалиштето да има и повисоки места и пониски места. Има ли животни кои што се полесни, а животни кои што се потешки за чување? Во принцип нема потешки полесни за чување. Грижата за животните кај сите иста. За кого дали се работи за слон, за големо животно, или се работи за џуџест мармозет, кој што е колку палецот, грижата за животните е еднакво иста, да. Прекрасно, браво. Патувате ли Весна вие вработените овде кои што сте, одите ли по други зоолошки градини, нели? Прво мора од негде нели да се набават животни, па потоа да им се научат навиките, па да се научи и нешто ново за науката ваша во која што си работите, например, вие како ветеринар. Затоа патувате ли често? Да, јас покрај тоа што сум ветеринар, работам и на меѓународна комуникација, значи сум задолжена за тие контакти кои што ги има нашата градина со другите зоолошки градини. Тие контакти не се само за размена на животни, него се од секоја област. Разменуваме искуства за начин на чување на животни, како е кај нив, како е кај нас, за исхраната, што прават тие од ветеринарен аспект, совети, се советувам со колеги од разни зоолошки градини. Така да константно сме во комуникација со други зоолошки низ Европа и пошироко од Европа. И сега од што се однесува до ветеринарниот дел и до транспортот на животни, секако транспортот мора да биде организиран најмалку една година пред тоа, пред да отпочнат сите работи, се бара од каде ќе се дозволи, каде има на располагање таков вид на животно, се гледат кои се документи се потребни за тоа да биде реализирано и започнува целата постапка за транспорт, така да не е едноставно. Транспортот на животни не е само качи се во авион и дојди, него е сосема друга процедура. А од аспект на зоонегователите и тие одат на разни зоолошки градини каде што се чуваат таков вид на животни кои што ние сакаме да чуваме. Еве последно беше со морските лавови, кои што ги добивме од Загреб, бидејќи нашите луѓе немаа работено претходно конкретно овие кои што работат со морски лавови, а овие морски лавови беа веќе тренирани, обучени на одредени работи да ги работат. Така да прво ние ги пративме нашите луѓе таму во Загреб да работат конкретно со тие два морски лава кои што дојдоа, да ги запознаат колку толку еден период. А потоа кога стигнаа морските лавови, стигнаа заедно па со нивниот зоонеговател во Загреб. Тој беше тука неколку дена за да таа адаптација биде полесна за самите животни. Ви благодарам, прекрасно, многу интересни работи има ваша работа. Повише луѓе на царина, како што викате, за транспортот која доаѓаат, што има да пријавите, ние лаптоп, ние не знам што сме купиле, а вие имаме слон да пријавиме, ни го тука во камион го носиме. Навистина не е едноставно да се донесе природа некое такво голямо, комплицирано и сложено животно, а поготово овие кои што пак живеат во вода, например, како што е фока, како што е морскиот лав, да. Транспортот на морскиот лав така се одвиваше, не смееше да се чека многу долго тие царински, транспортни авионски процедури. Транспортот конкретно за нив беше авионски. Отиде лавот, иначе значи мора брзо да се. Да, во секој случај мора на одредено време да се, кога се работи за нив, да се навлажнуваат од озгора со вода, за да нормално кожата може да го има својот еластицитет.
со какви комплицирани работи се студирате вие ваша работа, интересно е вака да се дознае, затоа впрочем и дојдовме овде кај почитувани гледачи денеска. Имате ли животни кои што се родени тука, токму овде, наши скопјанчиња во нашата Скопска зоолошка градина, и кои се тие? Имаме, да, имаме животни кои што се родени тука, почнувајќи, еве, карше нас се лавовите, имаме лавови, имаме тигри, леопарди, јагуари, коњи, пони, вилски конј, имаме кенгури, сите скопјанчиња, кенгури, имаме елени, имаме мајмуни, значи имаме многу животни кои што се скопјанчиња, кои што се родени во Скопје. Значи, инаку да, по правило би требало да се родат таму од каде што потекнуваат, значи Африка, Јужна Америка и некои други овакво земји, но нивните предци родители биле овдека и тука успеале да се размножат. Така, да. По правило би требало тие потекнуваат природно од тој дел на светот, значи од некој континент, дали се работи за Африка, Азија, Австралија, меѓутоа станува збор за животни родени во заробеништво. Нивните предци потекнуваат од тие краешта, меѓутоа тие се родени тука и се македонци. Тоа кажува многу за грижата која што вие им ја давате на животните, нели? Не е едноставно животно да се размножи во заробеништво. Така, тоа на некој начин тоа е тоа што му се во градината се овозможуваат животните да ги имаат сите услови кои што ги имаат нормално во природата, значи не само храна, нега, меѓутоа и размножувањето е еден дел од животот, наоѓањето на природен партнер. Јас би посакам уште многу животни во иднина да имате што ќе се родат овде, токму наши вака македончиња и скопјанчиња, па и некои од нив да ги пуштиме по светот, по други зоолошки градини. Така, да. Ние тоа веќе го практикуваме, го правиме. Ете така, јас ви благодарам уште еднашка за ова интервју кој имав можност да го направам овдека со вас. А сега предлагам да направиме кратка пауза. Договорено, дечки? Да. Ете, почитувани гледачи, како што најавивме, правиме пауза. А сега, дами и господа, дозволете ми да ви го представам господинот Зоран Трајковски, кој што е вработен овде во Скопската зоолошка градина како зоонеговател. Господин Зоран, добре дојдовте во Супер Звезда, како сте? Добре ве најдовме. Добри. Баш ми е драго што ќе имаме можност денес да си поразговараме. Разговарав и со некои ваши други колеги. Ми кажа за кои животни се тие задолжени, ќе ми дадете ли одговор на прашањето за кои животни вие се грижите овдека? Па јас сум задолжен за мајмуните, што се наоѓаат во зоолошката, и за жирафите. Знаеме дека има разни видови на мајмуни, така? Да, има повеќе врсти. Може ли ги наброиме кои се? Може, тука како павијаните, сијаманг има, мангабе, лемури, патаси и гибони. Има и други врсти тие џуџести мармазети. Само таму си се други луѓе. Да, иначе повеќето за другите сум јас. Вие сте одговорени за жирафата, кажавме, така? Да, за жирафа. Ајде, од каде да почнеме сега? Од жирафата да почнеме. Жирафи, значи, во Скопје едно време немаше, па потоа дојдоа неколку жирафи. Сега колку жирафи имаме? Моментално 3 жирафи имаме. Имаат услови за живот по природен пат на трева се нормално во зимските периоди, топло им е просторијата. Сите услови за еден нормален живот на спрема животното како што е соодветно им се погодени, мислам. Кажете ми, со што се хранат жирафите? Па жирафите растителна храна, они се тревопасни, јадат моркови, јаболки, прас, јадат они кромит, Значи, леп жирафите исто, добиваат и крма. Имаат малку балкански менталитет со тоа прас со кромидот, нели? Да, да. Да, спрема поднебјето наше мора и таква исхрана да се привикнува, да. Како некои други животни, вака жирафите ве препознаваат ли вас? Знаат ли да вратат љубовти? Да, нормално секој хранител кај што си е повеќе години спрема самите животни и они тоа го знаат дека си таму вработен, дека ги се грижиш за нив, дека ги храниш, дека им чистиш и они ти возвраќаат нормално, добри се, не напаѓаат, мислам, така примамливи се. А може да бидат опасни, нели? Малкумина знаат дека Може и да нападнат нормално. Ако видат дека се нападнати и они ќе бидат агресивни, тоа е нормално. Али до тоа не гледаме да не дојде. Така, кажете ми за останатите животни, вака на пример за мајмуните, имате ли некој омилен вид меѓу овие кои што ги наброивме?
Па да ти кажам, поомилени ми се лемурите. Лемурите? Да, они пошто се мирни доаѓаат на грб, место да ги хранам од рака, така се помирни, љубезни се така. Така, пред неколку години јас имав можда седнаш да влезам во кафезот со лемури и морам да ви кажам дека тоа е еден од моментите кои што ќе ги памтам целиот мој живот. Они се животни кои доаѓаат од Мадагаскар, така? Да, од Мадагаскар, островот Мадагаскар. Иако се така големи, вака, личат на големи, они се многу фини и кревки по карактер. Нежни, да, нежни, мили, така. Секојдневно ги храни? Секојдневно, да. И секојдневно се така фини и добри? Да. Добри се. Мирни се. Мили, како да кажам, мили. Сакаат луѓе. Да, они. Лемурите кои што живеат во дивина, јас не знам дали и тие се такви ако им даде човек од рака, дали ќе дојдат да земат или не. Па ако имаат контакт со луѓе може, значи да. Но овие овдека припитомени се и ги знаат навиките и на човекот, така да. Да, навикнати се и на нас, на луѓето, па и на посетителите. Први другари можам да кажам се. Да. Супер, кажете ми од останатите вака мајмунчиња, има ли некој кој е воодушевува вака посебно? Па што знам, овие павијаните и они знаат да прават екзибиции, скокаат, рибаат. И они се така примамливи, прават смешки, прават некои љубовни пози, нешто, па се интересни за посетителите и така. Да, бараат храна, пипика, драчиња, од онда опасни се тие итри. А не треба да бидат ранети од страна на посетителите. Кажавме дека има некоја храна која што не е добра за нивното здравје. Така да затоа и се заштитени на убав и фин начин да што помалку храна од посетителите може да стигнува до нив. Да, па они може да се хранат само со морковчина, со јаболки, не со зачинета храна од во природа, не кај ќе најдат смоки, во природа. Да. Тоа не расте на дрво. Да. Али со бананчина, со да кажам природна храна може да ја сакаат, не треба да се храни како што реков со смоки и така. Кажете ми, убава ли е вашата работа? Па убава е, за да ја работиш на работа треба да си љубител на животни, треба да ја сакаш работата. Тоа е, мислам, секој за што си е створен, за тоа ќе си работи. За тоа го бидува, тоа ќе работи. Секој не може да биде трговец, нормално, треба да биде роден за тоа. Нити уметник, нити ништо, и за оваа работа треба да е човек погоден. Така. Исполнува ли работата? Да. Кој ќе доеш на работа нормално, секојдневната работа, со нив си работиш. Мислам дека ќе се поотпуштиш од проблеми со нив, така. Јас ви благодарам уште еднаш што бевте дел од ова наше денешно дружење во Супер Звезда и ви посакувам убава и успешна работа. Се надевам дека ќе се видиме во некој од наредните изданија на нашата емисија. Фала ви многу. Ви благодарам исто и на вас. Почитувани дами и господа, тоа е се за денеска. Дечиња, како си поминавте? Супер! Ви се допадна ова наше денешно дружење? Да! Видовте ли колку убави работи има во нашата Скопска зоолошка градина и со колку многу љубов сите вработени овдека се грижат и ги чуваат животните. Така да, јас сега тука предлагам да им мафнеме на сите кои што не гледаат, да им пратиме безброј бакнежи и да ги поканиме да продолжат да гледаат нашата емисија на програмата Македонската телевизија. Почитувани гледачи, тоа е се од нас за денеска. Довидување и се гледаме во некоја наредна емисија. Чао, пријатно и до гледање. Чао!